Ja sam ga vidio sa Petri. Mi se posmernula. Me praša da li imam drva. Сакаш да го јадеш магарата? Е, нема. Дојди ако смееш. Успела да го спаси магарата. Спускайте. Си се прибрак утрата ке Петра. Тебе ти остаje amanet. Ako se vrati Petar, živ i zdrav, ti da se griži za njega. Bog da je oprosti. Već neki je spomenut. Стрико, Да. ти рече дека ќе ни раскажеш за твојот живот. Зошто живееш сам во планинава? Зошто? Петре. Еве Петре, нека ви раскаже, тој знае. Зошто јас? Затоа што ја читаше скришум тетрадката. Петре, хајде читај. Кога излегов од затвор, првата мисла ми беше да си го одземам животот. Со такво решение еден ден отидов на местото на несреќата.
решен да се убијам. Ја избрав реката. Ни водата како да не ме сакаше. Како да бев преголем грешник, на кого не му е дозволено да умре. Бев изудрен, премален, од окото ми течеше крв. Една огромна разекотина од челото преку окото. Ми создаваше остра болка. Едвам гледам, а може би длабоко во мене навладуваше нагонот да продолжам да живеам. Долго талкав крај реката. Најпосле одлучив да појдам во планините и никогаш веќе да не се појавам пред луѓето. Поминав многу морничави ноќи, прегладнет, преплашен, без сили. Тоа што ја познавав природата, дивите билки и печурките, ми омозвожија да преживеам. Талкајќи низ планината, веќе на работ на силите, кога мислев дека сум изгубен, еден ден пред стемнување, барајќи за солниште, за да ја поминам ноќта, во далечината слушнав лавеж на кучиња. Кој си ти? Никој. Да не си разбойник, крадец? Да не те гонат? А на што личиш, човече? Около ти е за никаде. Кој те суреди овака? Никој се изгуби во планината. Ајде, кај мене до бачилото. Ајде, полека. Ајде, полека. На овчарот му ја раскажав својата судбина и му кажав за решеноста никогаш повеќе да не се вратам меѓу луѓето. Слушај, синко, секому судбината му нанела некој тежок удар, ама пак треба да се живее.
Затоа ти поседи овде, заздрави, па врати се. Друго чаре нема. Да се вратам. Со таква рана на душата не. Никакво враќање. Раните тешко се залечуваат. Еви, јас живеам со тага, со спомени. Ми умреа жената и едниот син, а другиот син заака некаде по светов. И ми се јави со писмо еднаш во годината, а во последно време се поретко. Ме заборави. Само овците и кучињата ми се утеха. Друштво. Стар сум веќе. Назимо ќе се приберам в село. Немам сили да талкам по ридиштава. Ќе ги продадам овците. Па ако има Господ и ако има век, ќе поживеам уште некоја година меѓу луѓето. Доста за вечерва. Ајде, Стојанче, ставете од пуканките. Новогодишна вечер или што е, а? Ајде. Јас веќе испеков компири. А ви спремам изненадување. Сакам да ја слушнам приказната до крај. Босилка заспа. Сакаше да не спие цела ноќ, да ја дочека новата година. Петре, ајде продолжи. Има уште време до полноќ. Ајде, Петре. До пред зимата останав со овчарот. Му помогав околу овците. Научив многу од него. Мудар беше старецот. Замина пред снегот. Ме молеше да појдам со него. Јас се уште бев решен никогаш повеќе да не се вратам меѓу луѓето. Последен пат ти велам, дојди со мене. Зимава ќе биде тешка. Одвајќи можеш да преживееш. Ако се премислиш, патот за село сум ти го покажал. Кај мене можеш да останеш колку што сакаш. Останувам овде. Ајде. Ајде. Па ако сакаш така нека биде. Господ нека ти е на помош. Еве ти ги оставам ова кучкава и овие 2-3 кози. Чувај ги од волците. А ти како знаеш? Така. Ајде. Ајде, Марко. Зимата одваја преживеа. Снег, виулици, волци. Трлото не беше најдобро заштитено. Самотијата беше ужасна.
Да не беше кучката и козите, немаше да ја дочекам пролета. Решив, штом ќе запролети, да изградам живеалиште. Ја одбрав долината, во која често со овчарот ги пазевме овците. Штом се стопија снеговите, започнав со работа. Неколку пати доаѓаше овчарот. Ми помагаше во работата. Ми донесе се што ми треба. Магаре, кошница со пчели, семиња. Куќата ја градев до есента. Доста за вечерва. Спомените ме заморуваат. А што се случило со стариот овчар? Не се појави следната пролет. Помина овчар и ододе и ми кажа дека умрел. Нему му должен што преживеав. Нему. А ние тебе, Стрико. Што е сега, што му е? Волчко! Се смрзнала надвор. Да, смрзната и преплашена. Каква е убава. Залутала, некако си изгубила од мајката. Добро е. Добро што ја прибравте, инаку волците би изеле. Подарок за Боселка за нова година. Петре, однесе ја кај козите, хајде. Утре ќе ја видиме. Хајде. Анѓе, хајде да ги пробаме колачите. Браво. Браво. Вакви до сега не сум јадел. Полека, право снегот, нека се стопи. Потоа ќе дојде пролета, тогаш ќе видиме. Сега да си ја честитаме новата година, да си посакаме нешто добро. Сигурно е веќе полноќ, Петре. Машки! Така. Ви посакувам добро здравје и првиот пролетен ден да се вратите в село. А ти, Стрико, да оздравеш и да дојдеш со нас. И да не оздраве, ќе го земеме. Ќе го качиме на магаре и право в село. Сигурно дека ќе го земеме. Полека! Важно е вие да стигнете дома. А за мене не знам. Половината и нозете. Секогаш кога ќе видам змија, ќе отепам. Не е виновната.
Змиите не треба да се тепаат, тие се дел од природата. Каснуваат само кога ќе се загрозени. А сега ајде на спијање. Ајде, Петре! Петре! Добар ден, учителе. Добар ден. Изутрина кога заминува во шумата, те оставив качен на покривот. Тука те наоѓа. Да го прикрпам покривот да не се сруши. Залудно. Не можеме да ги најдеме децата. Цела есен, зима помина. Ги има однесено реката или ги крие некој вир. Тоа што не ги најдовме во реката, тоа ми дава надеж. Не може да исчезнат без трага. Дојди, врати се. Трико, Илинка избега. Како тоа избегала? Не избегала, така и дошло. Сакала да потрча по ридот. Ќе се врати. Ја викав, не сакаше да се врати. Ќе се врати. Се врати. Не отишла далеко. Цела зима беше со тебе, се навикне и затоа мора да се врати. Дојде известување од општината. Децата Стојанчо Стојановски, Петре Најдовски, Анѓа Трајковска и Босилка Петковска, сите од село Живно, пред 6 месеци на ден 30 август 1960 година, се изгубија во пределот на истото село. Постои основано сомневање дека се удавиле во реката Црна. До денес, 14. март 1961 година, и покрај сите напори и потрага од страна на местното население, службените органи, граѓани, младенци и екипи на специализираните служби за спасување, не е пронајдена никаква трага, ниту пак некој има дадено било каква информација за горе споменатите деца. Службено се прогласуваат за исчезнати. Потрагата од страна на службените лица се прекинува. Не може тоа така, учителе. Ние ќе ги бараме деца. Живи или мртви. Треба да се направи помен црква. Каков помен? Какво раздавање за душа? Треба
црква да се помолиме да се вратат живи. Ние ќе продолжиме да ги бараме. Не можела земјата да се отвори и да ги голтне. Пролет е веќе. Тие си имаат засолнето некаде. Ја имаат преживеано зимата. Нема надеж. Жал ме работа. И да се откинале некаде од реката. Како ќе преживеат луѓе? Страшна зима беше. Тие само деца си. Ајде излегувајте. Доволно ловивте. Има за ручек. Стрико рече да не фаќаме повеќе од колку што ни треба. Почекај да извадиме уште некоја. Рекичева е полна со риби. Уште некој ден и ќе се збогуваме со него. Стрико рече да се подготвиме за заминување. Ќе одиме јас и ти. Со Волчко и со магарето. Со селаните ќе се вратиме по другите. Босилче, ајде оди да си играш малку надвор, а? Наскоро ќе биде време за ручек и ќе си дојдат Стојанче, Андја, Петре. Ајде, Босилче. Јас убаво си играм овде. А ти? Што пишуваш таму? Пишувам за лековите билки, за цвеќење, за се она што го видов и научив овде во планината. Но ти си засега се уште мала и нема да го разбереш тоа. Има време. Стрико е многу тажен кога зборуваме за одењето. Тој вели дека нема да дојде со нас. А што ќе прави сам? Мора да дојде. Ќе живее кај мене. Нему му должиме што сме живи. Родителите, а и сите селани ќе му бидат благодарни. Ајде доста ловевте риби. Треба да ги испржам за ручек. Уште некој да извадиме. Уште 5, важи? Ајде, беш. Нешто мириса. Босилке, земи го бардето и снува. Брзо, брзо!